донесен во Собранието на Република Македонија 2006 година. Господине министер, добро е што за прв пат присуствувате на дебата за едно вакво сериозно законско решение, бидејќи досега вашиот заменик не даде одговор на нити една дилема што ја отворивме што на првото читање на комисијата, што на организираната јавна расправа на 29 октомври. Тука е председателот на Собраниската комисија што ја организираше јавната расправа и дозволете да изразам протест што и по 2 недели по одржувањето на јавната расправа се уште до членовите и до сите пратеници не се доставени стенограмските белешки, за да можеме навистина квалификувано да дебатираме околу различните ставови што ги спротиставија експертите и членовите на Комората на медијатори. Ќе започнам со главната дилема, односно главната причина. Со оглед на тоа што години наназад, од 2006 па наваму, Европската комисија сериозно ни забележува за она што значи не промовирање на медијацијата како алтернативно решавање на споровите и во 2012 година дури пишува се уште на многу ниско ниво 4-та година поред. Предпоставувам дека одговор на владата, барем на една сериозна и одговорна влада, требаше да биде сериозна анализа зошто медијацијата и покрај постојање на едно европско законско решение не заживува. Владата навистина во мај месец минатата година формирала меѓуресорско работно тело составено од Министерство за правда, за труд и социјална политика, економија, финанси, дури и 4 доктори на науки и со поддршка на Институтот ЕПИК како имплементатор на проектот за јакнење на капацитетите за медијација, поддржан од Холандската амбасада, извршена е анализа која е доставена на крајот на мај пред владата на Република Македонија. Се разбира, свој представник делегирала и Комората на медијаторите. Сакам да ве запрашам, веќе владата ги има усвоени овие заклучоци. Мај 2013, пред 6 месеци. Во овие заклучоци не стои дека е потребно ново законско решение за медијација, повторно маркирано со европско знаме, на кој овој пат се повикувате на директивата 52 од 2008, која за волја на вистината, согласно кореспондентската табела е само делумно согласена со Европската директива. Кажете ми зошто сте осапиле од заклучоците на владата? Пред 6 месеци владата, усвојувајќи анализата и заклучоците, донела заклучок дека ќе мора да се извршат значајни измени во така наречени медијабилни сфери и да се предвиди задолжителниот обид за медијација во такви медијабилни сфери. Министерството за труд и социјална политика требало да изготви измени на Закон за семејство и Закон за мирно решавање на работни спорови, каде што ќе ја прифати медијацијата како задолжителен обид пред да започне спор пред било кој суд. Тоа не е направено. Министерството за економија било задолжено да изготви измени на Закон за заштита на потрошувачки и туристичка дејност. Не е направено. Министерството за финанси пак требало да понуди измени за задолжителен обид за медијација во Закон за задолжително осигурување во сообраќајот. Не е направено. Министерството за правда требало да подготви измени за Законот за парнична постапка. Тие се пред нас, ми се чини дури се и следна точка на дневен ред. Кажете ми следно, кој е одговорот на обвинувањата што на јавната расправа ги чувме од страна на Комората на медијатори? Зошто не се запознат и зошто не учествувале активно во процесот на донесување на нов закон за медијација? Има
тие пред нас и пред сите пратеници што учествува, главно се задржаа на 5 многу проблематични точки во вашиот предлог закон. Прво, тие сметаат, и јас апсолутно ги поддржувам, дека законот содржи елементи кои се спротивни на Уставот. Господине министре за правда, нашиот Устав ги гарантира веќе стекнатите права. Во Комората на медиатори, ако не го грешам бројот, над 160 медиатори со подпис на бившиот министер за правда Михајло Маневски поседуваат лиценци, бидејќи завршиле соодветни обуки согласно постоечкиот закон, што вие го менувате. Како може и кој е вашиот одговор да сметате дека тие лиценци подпишани од Маневски веќе не важат и секој што сака да се здобие со нова лиценца, првен ќе мора да го положи новиот стручен испит и се разбира повторно да аплицира за лиценца. Тоа е спротивно на Устав. Се надевам дека ќе одговорите и на втората крупна дилема што е поставија. Како е можно за одговорност од штета од секој медиатор да барате депозит од 50.000 евра, споредено со депозитот за осигурување од штета на било кој вештак, што изнесува 20.000 евра, а на секој адвокат, замислите, само 10.000 евра. Доколку бевте присутен, ќе чуевте главното прашање. Сметате ли дека медиатор, кој по природа на нештата само посредува во мирно договарање на две страни, може да направи поголема штета отколку еден вештак, кој во своето вештачење некогаш се случува да вештачи многу по предмети со многу поголема цена. Но на што е најстрашно, по мене, тоа е упадот во автономијата на слободата на здружување, предвидена и загарантирана со Устав. Како е можно да предвидувате во Комората на медиатори надзор над работата на Комората да врши трочлена комисија формирана од Министерство за правда? Кој е тој принцип? Каде тука наоѓате блискост со Уставот? Иначе Комората ќе се формира, бидејќи е слободно здружување, еснавско здружување, своји органи како што се надзорен и управен одбор. Каков надзор ќе вршат над работењето вашите 3 представници што вие директно ќе ги делегирате? И на тоа не добивме одговор. Она што е уште посимптоматично, тоа е формирањето на нов одбор за оценување, обезбедување и следење на квалитетот на работата на медиацијата, нов орган во составот на Министерството, се разбира 10 члено, со мандат од 4 години, кој ќе троши буџетски средства, а ќе биде формирано и назначувано директно од влада. Се разбира со единствена цел да одзема и да доделува лиценци секои 5 години и во меѓувреме да се грижи за спроведување на стручниот испит за еволација. Не значи ли ова комплетен упад на извршна власт во една слободна професија како што е медиаторска? И конечно, она што навистина е спорно и од уставен аспект, и од она што значи нов закон, маркиран со европско знаменце, кој треба да овозможи развој на професија, а не контрола од страна на извршната власт, ќе ве замолам да ми објасните со макар еден логичен аргумент. Како тоа во членот 67 предвидувате и покрај постоење на Комора на медиатори, уредно регистрирана согласно позитивни норми во Централниот регистер, да ја распуштите, бидејќи предвидувате дека изборното собрание на новата Комора на медиатори ќе го свикате лично вие, министерот за право. Овие 5 забелешки ќе се согласите, ама немаат допирна точка со било кој европски стандард за развивање на една вака сензитивна и сериозна општествена дејност, кој треба да обезбеди побрз пристап до правда преку растеретување на судовите од голем број на предмети кои можат да се решат во друга, алтернативна, мирна постапка. Тоа е целта на секоја медиација. Затоа главното мое прашање е:
Менувате еден европски закон за кој сме добиле одлични оценки, со нов закон далеку полош, поригиден и поригорозен, спротивен на европски норми и повторно го злоупотребувате европското знаменце. Министерот за